Тука заедно со нас е Александар Стојковски и Мери Мирчевска, двајца прилепчани кои што веќе 3 години се занимаваат со планинско трчање и за овој краток период имаат постигнато голем број успеси како на домашна сцена, така и на меѓународен план. Најновиот нивни успех доаѓа од пред неколку дена кога што го освоија првото место на Чупино Винтер Вертикал, тоа е на планинска трка која што се одржа на планината Плачковица. Александар, Мери, пред се честитки за овој ваш голем успех. Како што кажаме, за овие 3 години ти имаат постигнато повеќе успеси, а за оваа 2019 година имаат повеќе амбициозни планови. Околу овие планови ќе поразговараме токму во ова интервју. Александар, ајде да започнеме со тебе. Еден од поголемите планови кои што го имаш за 2019 година е планинската трка околу Монт Блан. Да, значи главна цел за ова година заедно со Мери ние трката околу Монт Блан, УТМБ. Значи јас ова година ќе трчам трката од 100 км, ЦЦЦ, која што тргнува старто е од Кормајер од Италија, а завршува на Шамони. Истата трка има 100 км, 6000 метри висинско искачување. Значи има негде околу, на мојава трка околу 3000 надпреварувачи. Навистина конкуренцијата е прејака и може да се рече дека е една од најпрестижните и најаки трки во светот. Значи за ова година имам и таргетирано некој време кој што би го целел, негде околу 13,5 часа. И тоа е тоа што е за Монт Блан. Од другите Кога ќе се одржи таа трка? Таа трка значи се одржува последната недела од август. Значи цела недела има трки. Сите трки се одвива во текот на таа последна недела од месец август. Дали досега имаш истрчано 100 км? 100 км да, имам истрчано на Крали Марко 2017 година и победив на таа трка. За колку часа? Таа трка е поминав за 14 часа и 15 на минути. Оваа трка околу Монт Блан ја смета за нешто како неофицијално светско првенство во планинското трчање. Како што каже, стварно, значи трката е голема, долга, 100 км. Дали до месец август имаш подготвено некакви тренинзи специјални? Па тренинзите, значи ние во текот на цело време се подготвуваме, значи цело време сме во редовни подготовки, но да, за ова трка значи треба да имаме и некои подолги тренинзи, имаме некои планови кои што со Мери ќе ги реализираме и подолги тренинзи. Ќе одиме во мај на некои тренинзи на Чеплес, ќе представуваме, имаме и некои други соло потфати кои што ги планираме и така да ги планираме и некои тренинзи да направам во делот тоа истражување на тие потфати. Би ја прашал сега Мери за твоите соло потфати, ќе продолжиме понатаму во интервјуто. Мери, ти планираш да истрчаш 170 км. 171 км со околу 10.000 метри денивелација искачување. Трката ќе започне од Шамони, од Франција, се трча околу регионот на Алпите, значи не го искачуваме Монт Блан, во никој случај, највисоко до кај 2700 метри до 3000 максимум. Меѓутоа, најголем дел од трката се одвива од 1000 до 2500 метри, каде што изобилува со свеж кислород, бидејќи на Монт Блан е многу повисоко и таму не е можно да се трча. За колку часа планираш да ги истрчаш тие 170 км? Епа, околу 31 час и 20 минути планирам да завршам. Значи трката почнува од Франција, потоа од Франција се оди во Италија, од Италија во Швајцарија и од Швајцарија пак се завршува во Франција. Ова УТМБ на која што јас ќе учествувам е, мислам дека најпрестижната трка во светов, има пеколна конкуренција, па некаде да бидам во топ 30 би била многу среќна. Мери, 170 км се навистина на огромна дестинација, дали досега имаш истрчано? Предходно имам истрчано само еднаш 160 км на Пирин, ама лично мислам дека Пирин е потешко од Монт Блан. Сега не можам да тврдам додека не истрчам и таја, бидејќи на Пирин трчав 160 км со 11.000 денивелација и теренот беше некаде и тотално див, а на Монт Блан си има патчина кои што се трасирани добро, безпрекорно.
Тоа е од предзнаења што имам за Монблан. После тоа ќе можам поцелосно да коментирам за тоа. За Пирин можам да кажам дека беше нешто слично и на survival, бидејќи пунктовите ни беа оддалечени некаде и по 30 километри со 2000 висинско искачување. Некои од тркачите дури по 10 и повеќе часа поминаја од еден до друг пункт додека да стасат. Многу мачна трка беше, навистина. Ќе продолжиме со Александар, кој што исто така има еден друг интересен потфат, а тоа е трчањето на западната трансверзала, така наречена во Македонија, како што претходно кажавте, од Шарпланина до Охрид. Да, за ова година, значи планирам да направам два соло потфати, значи навистина големи. Едното е на цел масив Мокра, значи Караџица, Даутица и Јакупица, сите врвови над 2000 метри. Исто како што го направив минатата година на Баба, планирам ова година да го направам таму и го планирам негде крајот на септември-октомври да ја направам западната трансверзала за некое време под 48 часа. Колку километри стоа? Па таа е негде околу 200 километри со 9-10 метри висинско искачување. Значи че во теков на летово треба да ги поминам сите тие делови за да видам точно колку е, како е, што значи да се испита теренот. Дали со тоа би бил првиот македонец што би го направил тоа? Па, значи, тоа е најпрестижна планинарска патека што за секој планинар е најголем предизвик да ја помини таа трансверзала, но јас ќе се обидам да ја истрачам во 2 дена, некако. Ќе пробам. Во тие 2 дена има ли одмор, спиење? Па, спрема првиве некои пресметки, може да планирам да едно 3-4 сати да преспијам негде. Освен овој потфат, кои се твоите идни планови за 2019-та? Идните планови за 2019 планирам да видам тука во Македонија, македонскиве трки, може да појдам негде во регионов блиску, Грција, Бугарија, 1 до 2 трки на 40 километри би бил. На 40 километри би одел, нормално треба малку и да се чувам и за Монблан. Значи сето е сепак тактика, например нема форсирање некои долги трки со тренинзи и тоа е тоа. Значи силата ќе се чува за двата проекти, Монблан и западната трансверзала. Па да, значи главна цел е Монблан и тука е се цели и освен и на Монблан, Мери ќе биде заедно со тебе и на трчањето на оваа западна трансверзала. Мери, во кој дел ти учествуваш заедно со Александар? Значи најпрво и западната трансверзала и трансверзалата на Солунска или проекто Солунска, не е битно како ќе го наречиме, треба да се простудираат, да се поминат детално претходно. Ние ќе престојуваме во месец мај околу 1 недела на Чеплес за да ја проучиме Солунска глава, цел тој планински регион Мокра планина. Дневно би трчале по 40 до 60 километри, значи првин мора добро да се простудира пред да донесиме конечен план за изведбата на овој проект. Јас нема да го истрчам овој проект со него, само ќе му бидам логистика, бидејќи без претходно добра подготовка и добра логистика не е можно да се изврши се тоа, бидејќи планинарите ги поминуваат овие трансверзали со денови. Мислам западната трансверзала дека 8 дена, 8 до 12 дена, Александар сака да се обиди да ја истрча за 2 дена, така да, значи, логистиката е исто така дел од него. Не може без добра логистика да се оствари ништо, никогаш, ниту еден така поамбициозен план. Да, логистиката се покажа, значи колку е значајна и лани во проектот Баба 2, кај што го имавте, кога за 19 часа Александар истрча околу 23 врвови, мислам. Да, исто така се покажа многу експресна и експедитивна логистиката кога снемаја вода тркачо Александар и неговите сотркачи Антонио и други Александар. Јас се стрчав до најблиската река за да му наполнам вода. Например, тие 20 минути 15, ништо не може да му ги замени. Ние не планиравме дека ќе ги снемаме резервите на вода. Ако не појдев јас да наполнам до реката со трчање вода и да му ја донесам, ќе му пропаднеше проектот.
Значи, навистина мора да имаме меѓусебна соработка, безпрекорна да се надополнуваме и адхок понекогаш се случува на сред трчање, на сред трка, на сред проект, нешто непредвидено да се случи и мора да има тука некој што ќе ја реши таа Само проблематична. двајцата ќе бидете во овие проекти? Товаро ќе падни на нас, да, ама ќе побараме помош и од други личности без кои што исто така нема да може да се оствари овој проект. Александар кажа дека силата ќе ја чува за Монт Блан и токму за овие два проекти во Македонија. Кои се твоите и планови освен овие за 2019-та? Значи, моите планови почнаа од лани. Лани најголем план ми беше, како што напоменав, Пирин и таму победив, прва моја 160-ка. Додека целата моја енергија сега ќе ја вложам за Монт Блан, се чувствувам малку поискусна со претходната трка од Пирин, ќе ги согледам моите грешки, имав доста грешки направено, бидејќи ми беше прв пат. Трка би ја нарекла до 100-120 километри, ама после 120 километри влегуваш во друга димензија, навистина некако повеќе како survival испаѓа отколку како трка. Еве јас имам истрчано трка од 110 километри со брзо темпо 15 на часа, ама после тие 110-120 километри телото поинаку се чувствуваш и психички и физички, навистина си многу истоштен, буквално во друга димензија навлегуваш. Која мисла те води да стигнеш до целта кога ќе поминеш ете тие 110 километри? Што ти дава најголем мотив да издржиш? Ти доаѓаат ли мисли не можам повеќе? На секој му доаѓаат мисли дека не можеш повеќе, дека ти е многу тешко, дека готово е крај, ама нешто длабоко во тебе те води да ја довршиш таа трка. Едноставно, јас ја довршив бидејќи имав цел да ја довршам. И крај. Имав кризи, да, имав кризи. Не јадев еден период, не пијав, дехидрирав, многу ми се слоши сето тоа, ама го надминав. Успеа, фала му на Господ, да го надминам сето тоа и тоа ме направи позрела за во мојата следна трка УТМБ. Мери, уште еднаш ви посакуваме и ние огромна среќа да ги исполните вашите цели и вашите идни планови и на Монт Блан и нормално овие проекти во Македонија. Благодариме. Александар, исто и тебе и се надеваме дека ќе бидеш првиот македонски планински тркач кој што ќе ја поминава западна трансферзала. 48 часа. Да. Благодарам.